Немилиот настан кој пред известно време се случи во основното училиште Раре Кратовче, кога родител физички нападнал наставник, беше повод денеска директорот Благој Давидков да одржи пресконференција на која го објасни случајот, а со тоа даде подршка и на нападнатиот наставник Љупчо Ѓорѓиев. Почитувани сограѓани, нашето училиште е мултиетничко и отсекогаш било пример за меѓуетничка кохезија и соживот. Односот спрема припадниците на ромската, турската и другите националности секогаш бил на одлично ниво. Се до пред некој ден, кога од една група на граѓани, од поради за нас непознати причини, упорно се креира негативна слика за нашето училиште, со што се подкопува со животот во училиштето, а со тоа последиците најповеќе ги трпат учениците. Имено, пред некој ден, еден од нашите вработени на работно место при извршување на неговите работни задачи беше физички нападнат, со што му е загрозен неговиот физички интегритет и неговата лична сигурност. По настанот, истиот колега соодветно беше хоспитализиран и ставен на континуирана терапија. Следниот ден, представник на истата таа група на една од социјалните мрежи истакна бројни невистини, клевети насочени спрема училиштето и спрема мене лично како директор. Истиот тој представник на пресконференцијата јавно призна дека тој лично стои зад Facebook профилот каде се истакнати споменатите клевети. Меѓутоа, не престана се тук. Притисоците продолжуваат, манифестирани преку закани, неосновани паушални дописи, лаги, клевети и слично. Од овие причини, а со цел зачувување на интегритетот на училиштето и соживотот во него, а воедно и заради давање на соодветен одговор на физичките напади, изјавувањето на невистини и клевети, како и постојните закани и притисоци, училиштето беше приморано да состави тим од правници и адвокати кои што покренаа соодветни постапки за соодветен третман на физичките напади и изнесените клевети, кои што го следат текот на кривичната постапка која што се води пред основното јавно обвинителство, а воедно се преземени и соодветни постапки за граѓанска одговорност за изнесените клевети. Во оваа смисла, пред медиумите јавно го повикувам лицето Аксел Ахмедовски јавно да се извини за изнесените клевети на неговиот Facebook профил, во спротивно ќе следи соодветна постапка за утврдување на неговата граѓанска одговорност и надомесна штета. А воедно го повикуваме лицето Бајрам Рустемов јавно да се извини за изнесените лаги за наводно несоодветно постапување со неговите деца, кое што извинување може да биде во негова полза во кривичната постапка која што се води против него за загрозување на сигурноста на вработениот наставник. Исто така, упатувам апел до сите ромски невладени организации кои делуваат на територијата на општина Кочани да се оградат од ваквото насилничко однесување на поединци, а во исто време и ќе го осудат со што ќе допринесат во смирувањето на целокупната ситуација настаната како резултат од физичкиот напад на нашиот наставник. Ред и дисциплина во училиштето мора да има. Постоечките кодекси на однесување, предвидени за вработените, учениците и родителите, мора да се почитуваат. А јас како директор на училиштето гарантирам дека заедно со сите вработени нема да дозволиме на поединци да ги кршат постоечките правила на однесување, односно да предизвикуваат загрозување на безбедноста на учениците и вработените во училиштето. Подршка за наставникот дадоа сите вработени во основното училиште Раре Кратовче, со што апелираа до сите родители и невработени лица да ги почитуваат кодексите на однесување во училиштето и се надеваат дека вакви немили настани нема да се случуваат во иднина.